أي قلب ضمه الصدق بشوق، أي هم ينجلي عند الشروق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Благодарноста му припажа на возвишениот Аллах Азза ва Джел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Претходно бреча зборувавме за еден битен настан кој ни го пренесе Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам за младичот од времето на кралот и маџепсникот. Младич кој уште во младоста го спозна вистинскиот пат и со цврст иман во Аллах субханаху ва таала доби сила каква што немаат ниту кралеви, ниту војска. Ги спомнавме побожниот монах кој истрајно повикуваше кон вистинскиот пат, чудесните лекувања на младичот со Аллахова дозвола и храброста со која монахот и оние околу него ја бранеа својата вера се до таа мера што кралот нареди да бидат погубени побожниот и поранешниот слеп дворјанин. И тука застанавме. Денес накратко ќе продолжиме со тоа што се случи кога младичот дојде на ред да се соочи со испитот на својата вера. Откако го довеле пред кралот, му рекле: откажи се од твојата вера. Но тој одбил. Оној иман и она верување што го имал кон возвишениот Аллах Азза ва Джел не му даде да се откажи од Аллаховата вера ниту надворешно. Иако во тие моменти, кога се плашит за смрт, имат право со зборој да прогори нешто што е куфр, само да се спасит. Но цворстиот иман во него не му даде да биде понижен. Па одбил. Во тие моменти кралот наредил на неколку своји војници и им рекол: однесете го на тој и тој планински врв. Кога ќе стигнете таму, ако се откаже од својата вера, пуштете го, а ако одбие, фрлете го од височината. Го однеле на планината и кога се искачиле до врвот, младичот се упатил и се насочил кон својот створител субханаху ва таала, па рекол: Аллахумма кфинихим бима ши'т. Аллаху мој, заштити ме од ними како што ти сакаш. Па со Аллахова дозвола планината се затресла и сите паднале и загинале освен момчето, а тоа се вратило назад кај кралот. Не да бегат, иако имат потполно право, туку се врача назад кај кралот, иако знае дека повторно ќе имаат намера да го убијат. Па го прашал кралот: што стана со тие војници што беа со тебе, тие снажни и наоружани војници? Па рекол младичот: Аллах ме заштити од нив. Свева работа му е префола на Аллах субханаху ва таала, му ја препишува на Аллах Азза ва Джел. Повторно кралот испратил друга група на војници и им рекол: однесете го со голем брод до средината на морето. Ако се откаже од верата, пуштете го, а ако не, фрлете го во морето.
и тие го оннеле, но повторно младичот се упатило кон својот силен Господар Аллах субханаху ва таала и рекол: Аллахумма кфинихим бима ши'т. Аллаху мој, спаси ме и заштити ме онними како што ти сакаш. Па бродот со Аллахова дозвола се превртел и тие се удавиле, освен тоа момче. Повторно се вратило кај тој зулумчар и кај тој крал. Па го прашал: сега што би на со моите војници? Што би на со ними? Па му рекол накратко: Аллах азза ва джелле ме заштити он нив. Потоа младичот му рекол на кралот: нема да можеш да ме убиеш, освен ако не направиш како што ќе ти кажам јас. Без разлика какви начини да употребиш, нема да бе убие затоа што Аллах азза ва джелле е мој заштитник, освен ако направиш една работа. Ако го направиш тоа ќе ме убиеш, а ако не, нема да успееш. Па рекол кралот: а што е тоа? Одговорил: собери ги сите луѓе на едно отворено место. И ова е неговата цел, да го собери цел народ од кралот на едно место. Собери ги сите луѓе на едно место, отворено, па обеси ме на дрво. Потоа земи една стрела од мојата торба со стрели, стави ја во тетивата на лакот и кажи: Бисмиллахи раббил гулам, со името на Аллах, господарот на овој младич. Ова е целата поента на младичот. Овие зборој да и кажи пред цел негов народ. Па вели: тогаш да ме стрелаш, ако го направиш тоа, ќе ме убиеш. Па кралот он неговата ароганција и нервоза и омраза према динот и према овој младич не размислил за последиците, туку веднаш го направил истото. Со што? Од толку што го мрази, само да се ослободи од него. И го направил тоа. Ги собрал луѓето на едно место, го обесил младичот на стебло, зеде стрела од неговата торба, ја намести во лакот и кажа: Бисмиллахи раббил гулам, со името на Аллах, господарот на момчето. Потоа ја истрела стрелата и таа го погоди младичот во слепо очницата, ја стави раката на местото на раната и умре. Но не мислите дека ова е крајот, туку од овдека е почетокот на целта која имаше тој младич. И воено почетокот на пропаста на тој зулумчар и на тој крал. Свите луѓе кои го сведоче ове нешто, извикае: веруваме во господарот на момчето, веруваме во господарот на момчето, веруваме во господарот на момчето. Се оствари оне што го посакуваше тој младич. А тоа е Аллаховата вера да биде најгоре, Аллаховиот збор да биде најгоре. Тогаш му било речено на кралот: гледаш ли што се случи? Она о што се плашеше, тоа и те снајде. И ова е до ден денеска. Свекој еден кој се бори против Аллаховата книга, против Аллах азза ва джелле и неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем, од толка омраза користи разни начини да го понижи динов и да и понижи неговите следбеници. Но колку и да остани на ова дуња, на крај морат да бидат поразен и морат да бидат понижен од онаму од ке што не се надеваше. Но оваа случка не беше порака или поука за тој крал за да се врати и да ја примат Аллаховата вера, туку како што е познато ке кралевите или ке зулумчарите, дека ова само ја зголеми неговата ароганција. Па наредил да се ископаат големи ровови на патиштата. Ископаа, па запалија силен оган во нив, ги собраа луѓето и повикаа: кој ќе се откаже од верата ќе го оставиме, а кој ќе одбие ќе го фрлиме во тие ровови, ќе го фрлиме во огнот. Почна да ги фрлаат луѓето во тие ровови, а во друго предание стои дека самите тие се туркале што поборгу да паннет во тие ровови со оган. Зошто? За да ја чуваат својата вера, за да ја чуваат верата на возвишениот Аллах азза ва джел. Немој гале за последиците на ова дуња. Меѓу тие верници, меѓу тие толпа на луѓе кои верува во возвишениот Аллах азза ва джел, дојде и една жена која во себе носеше едно бебе кое уште го доеше. Кога застана на работ од тие дупки или ровови,
se поколеба во моменти. Ова е мајчина душа, која во себе има бебе кое го дојд. Во тие моменти се поколеба и застана на момент. Но тука се деси друго муъџизе. По волја на Аллах субханаху ва таала, а тоа самото бебе и проговори и рече: о мајко, издржи, ти си на вистината. И ове едно бебе од тие 3 бебиња кои имаат прогорено на ова дуња уште од колевка. Ове е првото бебе. Второ беше Иса алейхи салату вассалам, кој прогори уште кога беше бебе, и трето случката со Ибн Џурајџ, кој иншалла ќе дојде прилика да ја спомниме. Па ова бебе со Аллахова дозвола прогори и му даде снага на својата мајка да го заврши до оваа дуња како шехиди, за да ја бранет верата на возвишениот Аллах азза ва џел. Тоа е, браќа, иман. Тоа е цврсто верување, кога неговата сласт ќе ги исполни срцата на верниците. Во тие моменти, кога иманот ќе дојде на снага, тогаш материјалните и дуњалучките мерила се губят. Немат повеќе стар, млад, машко, женско, мало, големо, богат, сиромашен, туку мерило е само иманот и верата на возвишениот Аллах азза ва џел. Тогаш младиот тинејџер со ваква вера станува вистински храбар маж, кој не отстапува од својата вера, дури и ако му стават пила на главата негова, или ако го чешлаат со железни чешли, кои го одвојуваат месото негово од неговите коски. Затоа што е убеден дека ова дуња ке возвишениот Аллах азза ва џелле не вреди николку едно крило од комарец. И знајте дека Аллах азза ва џелле ке ја надомести неговата болка и ке го возвиши уште од првиот момент кога ке влезе во џеннетот. Уште од првиот момент кога ке ја стави својата нога во градините на милостивиот субханаху ва таала. Велит имам Ебул Аббас ал-Куртуби рахимахуллаху таала. Целиот овој хадис Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селлем им го раскажа на своите асхаби за да бидат стрпливи. Ове не е само приказма која се кажи. Прво е вистинска случка која е случена. И второ, ова случка, браќа, за да бидиме стрпливи во она што го поднесуваме од навреди, болки и тешкоти, и да го земаме како пример овој младич во неговата истрајност, неговата непоколебливост во вистината и држењето до неа и неговата љубов луѓето да ја примаат Аллаховата вера до таа мера што го даде својот живот за оваа цел. Па влаземо, браќа, на оној младич кој во овие времиња на искушенија останува цврст на Кур'ан и Суннет и не дозволува да го повлечат харамите, дури и кога сите околу него се впуштаат во ними. Блаземо на оној младич кој кога ќе го повикаат да седи на маси каде што се прекршуваат Аллаховите граници, се оддалечува и бега за задоволството од возвишениот Аллах азза ва џел, па дури да остани сам. Блазе му на оној што наместо да биде модерен во грев, е модерен во својата истреност на вистината, која покажува дека вистинскиот јунак е оној што ќе ја победи својата страст, а не оној што ќе и се покори, оној што ќе му каже на харамот не, дури кога сите му викаат да. Па блазе му на оној младич што во време кога искушенијата и нередот се на секоја страна околу него, и мешањето на харами, и мажи и жени, се на секој агол, тој своите уши ги чува за Кур'ан, своите очи ги чува од харам и своето срце го чува за возвишениот Аллах азза ва џел. Тоа е тој младич кој ако издржи на овој пат, возвишениот Аллах азза ва џел ќе го стави во редовите на своите блиски робови и ќе му подари берекет и спас и упатство на оваа дуња и ќе му го подари добриот крај, а тоа е џеннетот. Го моля на возвишениот Аллах азза ва џел да ни упати на правиот пат, да ни отсврсти на неговата вистина. Го моля на возвишениот Аллах азза ва џел да ни го олесни секој еден пат кој ни носи до џеннет. И го моля на Аллах субханаху ва таала да ни соедини во џеннетул фирдаус со пратениците, искрените шахидите и со сите добри луѓе. Амин. Баракаллаху ли ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على نبي الرحمة والهدى، فقد أمركم الله في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بجميع الطواغيت الذين يؤيدون اليهود. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في غزة، اللهم انصرهم في سيناء، اللهم انصرهم في إفريقيا، اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم رد أرضهم إليهم، اللهم رد بيوتهم إليهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.